Почитувани, никогаш не било полошо. Според СДС и Оливер Спасовски, 2023 е успешна година. Успешна, но само за криминалот. На прво место, убиства. Двојното убиство во Скопје и Велес, што најмногу ја потресува Македонија. Па спектакуларни бегства од затвори, пукање во трговски центри, на 2 пати повторено, брутална ликвидација во локал под Скопското Кале. Ништо од ова докрај не е расчистено. Годината мина без завршница со криминалниот случај Бесатранс, без вистинска завршница за пожарот во модуларната во Тетово, без завршница за случајот родилка на која и се извадени органи. 2023 е година во која градоначалникот на Струга е ставен на американската црна листа, но тој нема никакви политичко-правни последици. Ова е годината во која судика, која што судеше за пасоши за мафијаши, јавно порача дека предметот не е опфатил главата на криминалот. Во 2023 јавниот обвинител за организиран криминал Ислам Абази нема случај за коруптивни скандали за семејството на Али Ахмети и Артан Груби и ја прекина соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата затоа што била спомната партијата ДУИ. Нема предмет за скандалот Броило, нема предмет за Соравија, нема предмет ама за ништо. Нема истрага за случајот Лотарија, ниту за поврзаноста на главните актери со министерот Артан Груби. Јавното обвинителство на сега веќе заминатиот Јовески спроведе истрага за влијанието на Мерко според наводите на американскиот Стейт Департмент, ама во судовите не откри баш ништо. Ова е година во која повторно најмногу профитираа спонзорите на ДУИ од јавни тендери, ама секако нема предмет. И секако 2023 ќе заврши без истрага за онкологија, за организирано злосторничко здружување со смртни последици, со огромно оштетување на буџетот и криминално-коруптивни неказнети врски. Годината завршува со нереално огромен буџет, со криминално-коруптивни мерки, само и само во изборни цели за злоупотреби. Почитувани, никогаш не било полошо. Криминалот владее, а Оливер Спасовски, Димитар Ковачевски и Артан Груби се уште се на власт. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме.